Празниците не носат онаму каде што уметноста зборува на својот универзален јазик. Овој декември на покана на македонската опера и балет, македонската телевизија тргна по патот на празничната турнеја на националниот балет. Турнеја која што од 21 до 31 декември ќе ги исполни европските сцени со нашата уметност, полна со приказни и многу емоции. Нашата балетска приказна започнува во Хаселт, мал град во срцето на Белгија. Тивок, достоинствен и длабоко вкоренет во своето културно наследство. Град полн со историја која што можете да сретнете на секој чекор, во музеите, црквите, улиците и плоштадите. Токму затоа посетата на Хаселт е можност да се доживее спојот на минатото и на современоста, што го прави особено привлечна дестинација за љубителите на уметноста, културата и традицијата. Ве водиме во арената Триксо, каде националниот балет ќе има својата прва балетска премиера, безвременската класика Орево кршачка. Ова е прва представа за мене која играм со трупата на Македонската опера и балет. Многу сум возбудена. Имам играно јас со Македонска опера и балет во улогата на Снежана, кога имав 16 години, и сум играла исто во други балети, но во малку помали улоги. Сега ова ми е прва така голема представа со нив. Многу сакам Орево кршачка, ова е една од моите омилени улоги. Уживам да ја играм. Иако во Македонија ова се смета за детска представа, воопшто не е детска, воопшто не е лесна за играње, така би кажала, но навистина уживам на сцената дека ја играм. Играм со Франциско, балетан од Шпанија, така да со него да играм е едно огромно задоволство и во сала и сега на сцена. Ова празнична турнеја трае до 31 декември, ќе се игра во Белгија, во Холандија, низ повеќе градови. Се надевам дека на публиката ќе се допадне, дека ќе ужива и дека ќе ми ја направиме вечерта едноставно. This time I'm dancing the main role in Nutcracker. I'm dancing the prince next to Steffi. We are very glad to share the stage together and dance the beautiful ballet, especially on this time, Christmas time. And I hope that the public enjoy this beautiful show and also us on stage, because we were working very hard for this show and we are very happy to be here. Овие меѓународни гостувања кои што се многу важни, посебно за презентирање на нашата култура, денеска сме Министерство за култура и туризам, каде што преку култура да се промовира и туризмот на мала држава која што имаме можност повеќе да допринесеме и повеќе да покажеме што све може и што све има во нашата држава. И исклучително можам да кажам дека не само во делот на балетот, него и во делот на операта, во делот на оркестарот, джез оркестарот, во делот на танецот. Значи, правиме нон-стоп заеднички собири со раководителите, со директорите и наоѓаме прав начин како тоа да се промовира и изменаџира надвор од државата. Секоја држава има свој карактер, секоја држава има своја култура, секоја држава различно ги оценува и различно ги вреднува било кој представи, дали се од класичен или од модерен балет. И реално сум преодушевен и задоволен од публиката. Мислам, многу значи тоа што самата публика на крајот представата ќе застанат на ноги и ракоплескаат, што е тоа исклучително, господинот Джишлав ми повтори неколку пати, тоа ретко се случува. Кај нас, например, се случува и во оперите и во балетот. Постоја. I'm very happy that I could find a partner in person of your theatre, in person of Mr. Arsovsky, who would like to open more door na Europe for the Macedonian National Theatre. He's very open to accept some new things which are in West Europe
And this is a wonderful situation because we could get a very good high quality theater like your theater with the traditional ballet. But I'm hoping that in the future we can present also your theater with opera in Benelux. I would like to say you have a beautiful scenography, nice costumes. You are bringing on the high quality traditional way performances like Swan Lake, like Giselle, like Sleeping Beauty and Nutcracker. And this is the biggest value of your theater. Big performance with people who really understand art on the highest level, and I'm very happy to present that. Во арената Триксо, националниот балет го направи својот прв чекор на оваа празнична турнеја. Од Хаселт продолжуваме понатаму, во нови градови, на нови сцени и со нови средби со публиката. Наша следна дестинација е Кастелум во Алфен, Холандија. Во Холандија не пречекува Алфен, град со богата историја и длабоки корени кои што датираат уште од римскиот период. Низ вековите се развивал како важно трговско и сообраќајно јадро, а денес се препознатлив по своите канали, живописни водени патишта и вниманието кое што го посветува на зачувувањето на автентичниот дух на регионот. Токму во срцето на овој град се наоѓа и театарот Кастелум, свечено отворен во 2005 година со представата Амадеус. Овој театар веќе 2 децении важи за место каде што се среќаваат врвни уметнички програми и верна публика. А во годината кога Кастелум слави значаен 20 годишен јубилеј, националниот балет при македонската опера и балет се представи со безвременската класика Заспаната убавица пред холандската публика. И со самото тоа влезе во историјата на приказната која што Кастелум театарот ја гради веќе 20 години. Well, it's always a very nice performance, especially for me. I like the pas de deux part, the wedding. It's the shining, the stars, and I have to dance with a gorgeous ballerina, of course. She's pure white with the golden sparkles, me also with the white. It's always a challenging. This time is a little bit more calm, plus we had more time to prepare for it, and of course Christmas spirit. Well, the applause is always the pleasure for the dancer. When we get applause, it's always warming our heart that our work actually got a final destination, that we show it to our audience and they enjoyed it. Убавица подготовката со балаш бараше поголем напор од останатите представи што ги имам играно. Аврора представува на вистина една многу тешка технички улога. Работевме многу напорно, овој пат празнично, ова ја завршувам годинава и на вистина за мене е преубав крај. Овде некако се чувствувам поубаво, добивам поубава енергија од публиката, од луѓето што ме гледаат. И навистина ми е преубаво што настапувам овде. Репетиторската работа е нешто многу поразлично од како балерина да се спремаш за сите улоги.
Ова е нешто ново за мене. Значи, почнав од септември со Наташа, да ја спремам за заспаната убавица и е нешто доста благодарно, морам да кажам, затоа што сите кои ми кажуваат дека после тоа ќе имаш стрес кога ќе ги гледаш играчите и истиот стрес како кога играш, кога настапуваш, јас не верував, но стварно е така. Вечерва буквално се осеќав како јас да играм на сцената, дури кога играм повеќе имам контролата, вака не ја имам толку контролата додека ги гледам. И Наташа и Балаш, но едно благородно чувство, морам да кажам. Многу сум среќна со нив двајца како напредуваат, како течат подготовките. Од почеток кај сме биле до сега каде стигаме, мислам е огромен напредок, што е огромно задоволство да се гледа, мислам буквално си ја гледате работата на сцена. Значи, брзата промена ми е од сината во розевата. Добро. И после од розевата у белата има време за посоплакање. Ама исто имам промена на лева страна. Значи таму сум цело време, без гајле. Ке бидам прво тука и после пауза се качуваме долу. Од оваа празнична турнеја, која што веќе ја се случува по втор пат во Холандија и во Белгија, сме навистина многу добро и многу топло пречекани од оваа публика. Искрено не ни очекувавме да сме вака убаво пречекани со волку громогласни аплаузи, полни салони. Навистина е голем предизвик и големо задоволство да се игра пред оваа публика и за оваа публика. Јас сум многу лично задоволен што имаме разбирање со Министерството за финансии, со министерката Гордана, која што и е љубител на балетски оперски представи и неколку пати беше на последната представа Шехерезада. Ретко некои министри, посебно за финансии, ги интересирало тоа, а нас многу ни значи како културни работници да имаат можност да видат за каква институција голема се работи со 560 вработени, што све има во нашиот театар. Така да имавме можност тоа да го презентираме, да најдат разбирање за работни места посебно, за некои буџети за реновирање и тоа е многу добро и што министерот за култура е токму човек од културата, кој што има разбирање и за балетот, и за опера, и за све што е внатре во култура со неговиот тим кој што соработува и сите овие идеи кои што они во 2024 година ни ги наметнаа на нас како културни работници, на нас менаџерите и директорите, и генералниот директор Оливер Арсовски се навистина захтевни работи кои што можам да кажам слободно никој пат не сме имале вакви спојна карики со туризмот. Тоа е интересна работа сега, новитет за нас. Многу битен фактор е, посебно во нашата институција, е спојот со образованието. Све почињи до образованието. Се една држава со силно образование и култура едноставно се на многу повисоко ниво. Неслучајно ние во 2004 година го обновивме, односно ја обновивме соработката со Музичкиот балетски училишен центар Илија Николовски Луј, кој што имаме повеќе наши педагози, играчи, кои што се при крајот на кариерата и имаат можност да пренесат нивни знавања и педагошко искуство во школите, каде што веќе имаат и некои нивни генерации. И максимално ги користиме плюс тој млад свеж кадар кој што се уште не е влезен во театарот, но им даваме можност за да имаат поголема желба и поголема можност, а и ние како уметници менаџери ги задржиме во Македонија. Вакво искуство и гостување од овој тип се исклучително тешки. Меѓутоа, да се биде дел од вакво нешто е сепак огромно задоволство и чест. Темпото да се издржи 9 представи е исклучително тешко, меѓутоа никако успеавме да им го наметнеме со текот на пробите. Дел од нас што држиме проби, што сме репетитори на представите, сме поранешни играчи, си имаме искуство во целиот тој процес и успеавме никако да наметнеме темпо што ќе го издржат.
Сметам дека одлично се справуваат. Дел од учесниците се и од Државно музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луи. Тоа се 6 девојки и 4 момци кои што успеа да се вклопат со ансамблот и достојно да го представат и училиштето. Кога прв пат ми кажа дека треба да се спремам за оваа улога, мислам сепак имам 16 години, работев со професорката Сандра Мјалкова и таа многу добро ме спреми, многу сум ја благодарна за сите проби што ги имав со неа. Професорката Дафина секогаш ми помага ментално да се спремам и ме теши во вакви ситуации, бидејќи сепак стресот навистина голем и многу голема одговорност, но со нејзина помош и со сите други професори што ги имав, професорката Марија Јосифовска, Бипи Басмеджиева, сите тие ми помогна да се спремам за оваа улога. Па мислам дека ова е многу голема одскочна таска и со самото тоа што на 16 години го добив ова и навистина сум премногу благодарна на целата национална опера и балет, на сите, на Марија Кичевска, на Кира Павлов, на сите сум многу благодарна. Имаме овој пат многу млади играчи, така за нив е едно големо искуство и голем предизвик исто така да играат овакви тешки балети ден за ден на секој ден на различна сцена, секој ден во различен град, така да супер е. Our 20th anniversary this year. This theatre is opened in 2005 and we're celebrating the anniversary with a lot of high qualified programs. One of them was Sleeping Beauty by the National Ballet of North Macedonia. We are very proud to have them here, and the audience was very enthusiastic. Was enthusiastic applause, a big applause, and I'm very happy to have it here. I have great respect for the way the company improvises with the circumstances, because the circumstances were not ideal, because our orchestra pit is out of order, so the orchestra had to be on the same level as the audience. But that went very, very well, thanks to the improvisation capacities of the artists and their flexibility. I want to thank them very much, and I hope to receive them once more. По магијата на заспаната убавица што балетот ја донесе пред холандската публика во театарот Кастелум во Алфен, оваа празнична турнеја продолжува. Следна станица е градот Алмере, град богат со историја и со впечатлива модерна архитектура. Тука во културниот центар Канстелайн, простор полн со светлина и уникатна архитектонска магија, националниот балет ќе се представи со класиката Орево Кршачка, продолжувајќи ја празничната магија и носејќи ја радоста на балетот пред нова холандска публика токму во градот Алмере. It is the second collaboration with the National Opera and Ballet from Macedonia. It was in autumn wonderful 4 shows with Swan Lake. It was a very big pleasure to make this collaboration because you have a very professional dancers, a very good technique, very good school, very good synchronization, and how I said, it was a very big pleasure for me
to do that collaboration. And now we have new 2 shows. Yesterday it was premiere of Nutcracker, and today we'll do the first time the Sleeping Beauty. Yesterday was a very good show, and I hope very much to do again a good show, a good collaboration with Sleeping Beauty, because it is a difficult show. Every new collaboration and the new co-productions is very good for the both parts of for every participate parts. It is very good because it's a change of cultural elements from different places of the world, and it is good. It is wonderful thing for everybody, and also for the audience. For us, will be a very big pleasure to come to Macedonia also. Да кажам дека сум презадоволна. Значи, ние сме одлично спремни и тоа се гледа на сцената и публиката тоа го гледа и ние самите се чувствуваме одлично, мислам нормално кога си спремен, стресот е помал, нормално задоволството на танцот е поголем, така да многу убаво тече све. Па ние добивме и втората, би кажал и третата шанса и некој преддоговори во 2027 година. И за операта, но и за балетот, а и сме во некои преговори за джез оркестарот. Така да сме во една добра координација, морам да признаам, и со колегите и раководителите од другите културни институции. Навистина во почетокот 2024 година, кога со генералниот директор Оливер Расовски имавме една таква програма која што Министерството за култура нели го презима Министерството за туризам, и сега ние како културни работници се појавивме каде што треба да промовираме културата со туризмот. Значи секој настап да биде смислен, да има своја приказка и своја презентација. Вие приметивте овие 2 представи дека имаат изузетно одлични театри со одлични приеми на гостите, и нашата идеја е на секоја оваа представа биде искористен делот пред и после представата за промовирање на нашиот туризам. Значи со македонски вина, со македонската храна, со македонските записи на македонското постоење, со македонските носи, со македонските изложби, со различни културни настани, но со презентација, со измислување на тие баркодови каде што ќе се презентираат нашите ски центри, летни центри, Скопје, кој што е град на култура 2028 година, каде што ние мора тоа да го почнеме од сега. И не случајни се сите овие договори кои што ние ги имаме и со Португалија, со Рафаел Карико во Авора, каде што имавме представа. Така да нас како менаџери овој дел од работата ни е нов и е предизвик да успееме не само културните туристички дејности да ги споиме, него напротив да влезе една програма која што е културно-спортска туристичка дејност. Тие се 3 сегменти кои што гледаме како да ги споиме. Благодарение и до Тане од Министерството за надворешни работи и министерот за Муцунски, кои што кои што навистина ни помагаат со амбасадорите од овие држави да имаме, пошто имаме ние една голема диаспора во Европа, нели, во светот, така да бидеме во контакт и тие да имаат можност да дојдат, да бидат присутни на овие балетски представи, да бидат присутни на презентациите кои што ќе се одржуваат од 2026 година. Мене ми е навистина драго долг период, за моите 50 години не сум сретнал неколку министри кои што имаат заедничка соработка. Тоа е Министерство за надворешни, Министерство за култура и Министерство за финансии, кои што на нас како култура многу ни значи. И гледам дека сите тие карики функционираат. И многу е полесно ние како менаџерите да оствариме некои такви дејности, бидејќи имаме контакт со било кој амбасадор во секое време, имаме контакт како менаџери да направиме договор за 2026 во 2025, за 2027 година, нешто што порано не постоело.
успешната изведба на вонвременската класика Орево Кршачка, која што беше проследена со огромни овации во културниот центар Кастелайн во градот Алмере, град признат како архитектонска дестинација и многу пати наградуван за своите креативно обликувани објекти, оваа празнична турнеја на националниот балет при Македонската опера и балет продолжува на нова дестинација. Следна станица е театарот Де Хармони во Леуварден, каде што приказната на представата Заспаната убавица ќе се представи пред нова публика. По одличната изведба на класиката Орево Кршачка, која што се случи вчера вечер во културниот центар Кастелайн во Алмере, празничниот караван на националниот балет пристигна во можеби најсеверниот град Леуварден, Холандија. Град каде старите улици и историскиот центар пленат со архитектура, музеи и многу уметност. Град кој што е препознатлив по своите канали, живописни улици и живиот дух на културата, што го прави привлечна дестинација за сите љубители на балетската уметност. А вечерва, токму во театарот Де Хармони, холандската публика ќе има можност да ја почувствува магичната приказна која што ја носи оваа безвременска класика Заспаната убавица. За мене ова беше едно прекрасно искуство, морам да напоменам. Пред се, поради тоа што имавме многу работа и многу представи, повеќе од претходниот пат, и се чувствуваше некако некоја празнична атмосфера. И токму Орево Кршачка е представа за празниците, така да за мене представува огромна чест што ја изведувам баш во Холандија и Белгија и за време на празниците, нели? Професионалци сме и гледаме да се адаптираме колку што е можно побрзо. Меѓутоа, оваа турнеја исто ме научи на тоа да се адаптирам најбрзо што можам, затоа што излегуваш од автобус и доаѓаш да играш. Така да некако се навикнува телото дека секој ден си на различна сцена, мораш да се снаоѓаш. А ова придонесува многу затоа што пред се големо искуство да се настапува на европски сцени и посебно со тешки солистички улоги и први улоги. Така да добивам големо искуство од ова. За мене огромна чест. Пред се добиваме преголеми овации од публиката. Тука некако се задоволни и среќни и исполнети си одат од представите и за мене тоа исто представува огромно задоволство дека публиката си оди дома среќна и исполнета. We have a really broad program in our theater. We have 300 different shows every year, very big shows in our big venue, and we also have 2 smaller venues. And this show, The Sleeping Beauty, is our big Christmas show, the big Christmas special on the night before the first day of Christmas. And it's a special day for the people. They go into Christmas time, they go with family for a really wonderful night. It's really special to have such a big show in our theater. There are not a lot of big theater companies in the Netherlands that make shows like this. So that's why we invite a show from Macedonia, in this case, to come play in our theater, because we don't have the big shows like this in the Netherlands anymore. This Sleeping Beauty is a really wonderful show, and it's a wonderful start of our Christmas time here in the theater. So it was a wonderful experience to have you. The audience is really enthusiastic about the show. We have a full house tonight for the Sleeping Beauty. It was a pleasure to have the theater company here, and we would like to invite them again for another show here. Тука во театарот Де Хармони, простор со долгогодишна традиција на театарски, музички и танцови изведби, националниот балет ја изведе безвременската Заспаната убавица. Магијата на балетот се спои со културната атмосфера на градот, оставајќи ја холандската публика со чувство на восхит и празнична радост.
не случајно е Холандија одбрана и Белгија и Германија, бидејќи најголемиот број од туристи доаѓаат токму од Холандија во Македонија. Земете пример, Охрид е преполн со холандјани. Значи имаме и директен лет, колку што сум запознаат. И тоа верувам дека повеќе ќе се развива, бидејќи имаме навистина прекрасни планини, езера, имаме прекрасна храна, вино, топол народ сме. И мислам дека со овие повеќе представи, тие повеќе се запознаваат со нас, со сите тие програми кои што тие ги прават за нас, со сето тоа што ќе можат. Видите, ова се салони со 1500, 1700, 2000 гледачи. Значи, изузетно поголеми театри од нашите театри. И јас би бил задоволен кога 50% од нив ќе го отворат списанието и ќе кликнат на тој баркод каде што ќе се презентира македонскиот туризам, например, и култура, нормално. Така да верувам дека ќе допринесеме многу за нашата држава. Во извонредните изведби од градовите Хасел, Талфен, Алмере, Леуварден, Мастри, Гент и уште многу други, празничната турнеја на Националната опера и балет не однесе ни северниот дел на Европа, каде што културата, историјата и уметноста се испреплетува со секој балетски чекор. Белгиската и холандската публика имаа можност да уживаат и да се воодушевуваат на безвременските класици Орево кршачка и Заспаната убавица. Со секоја изведба оваа празнична турнеја не само што ја представи нашата уметност преку талентираните балетски играчи, туку и отвори можност за други нови понатамошни меѓународни представувања. А зошто да не и наше гостопримство во нашата мала, но полна со уметност и културно наследство Македонија. Оваа празнична приказна ќе остане со нас, како подсетник дека уметноста зборува на универзален јазик, дека радоста од сцената може да не однесе далеку и дека секој балетски чекор може да го обои секое место низ кое минуваме. Thank you.